можеме од она што го добивме како информација од турската делегација да официјално и позитивно се изјасниме и го поддржиме ова како иницијатива, заради тоа што навистина со години наназад упатуваме пораки да се отворат разговори за други полиња освен проблемот со името, кои што секако би создале многу по-комфортна ситуација и за политичарите, и за граѓаните, но и за бизнисмените, и за другите обществени чинители, за унапредување на соработката помеѓу нашите две земји, а во вакви околности секако и доволно храброст да се повлечат храбри чекори и конечно да се изнајде решение на долгогодишниот проблем кој што секако Грција го има со нашето уставно име. Јас верувам дека ваквите иницијативи не може да бидат на зијан на било која од двете страни, може да бидат само од корист и за нашата земја. Водам една општина исто така која што е на границата со Грција и знам дека предностите се од соработките благодет и придобивки за нашите граѓани, секако и за граѓаните на Грција, и во тоа име можам само да охрабрам и потврдам идни соработки. Се надевам дека доаѓаат времења каде што и покрај кризата во Македонија и кризата во Грција, секако никој пат не можеме да ги издвоиме како несоодветни времења. Времењата се секогаш соодветни, да направиме соработка повеќе, да подадеме рака повеќе, од кое што секако интерес ќе имат нашите граѓани. Се надевам дека првите практични реализации на оваа поле ќе ги видиме многу брзо, уште во текот на летото, есента, кое што ќе доаѓа од било кое од полето на 11 точки на кои што е постигнат договор, а секако јас и како економист, но и како политичар верувам и се надевам дека тоа ќе бидат пред се видливи резултати прво на полето на економијата и трговијата, од каде што секако граѓаните очекуваат подобар и поквалитетен живот за сите.